Благодарам, председателе. Почитувани колешки, колеги, пратенички и пратеници, почитувана македонска јавност, пред нас е предлог на Законот за изменување и дополнување на Законот за студентски стандард по скратена постапка, заедно со колешките Каролина Насковска, Ангелинка Петкова, Даниела Христова, Катерина Димитровска, Лидија Петковска и Рашела Мизрахи. Ви го предлагаме овој закон за изменување и дополнување на Законот за студентскиот стандард со цел сеопфатно унапредување на системот на студентскиот стандард преку подобрување на условите за сместување, стипендирање и управување со студентските домови. Со него се воведува нова систематска класификација на студентските домови според нивната состојба, степенот на реконструкција и квалитетот на сместувачките услови, со што се прави разлика меѓу модернизирани и постојни објекти. Законските измени предвидуваат и нов појасен модел на финансирање на домовите, при што се уредува учеството на државата во трошоците за сместување и исхрана зависно од типот на домот. Се укинува објавувањето на конкурси во печатени медиуми и се преминува на електронско објавување, со што се зголемува транспарентноста и пристапноста. Во делот на управувањето се допрецизираат условите за избор на директори на студентските домови, се уредува нивното враќање на работно место по завршување на функцијата, како и условите за познавање на странски јазици. Исто така, се ажурираат правилата за стипендирање преку промена на критериумите, документите за аплицирање и распределбата на стипендии по категории на студенти со посебен акцент на социјално ранливи групи, студенти со попреченост и студенти од стратешки интерес. Дополнително се воведуваат нови одредби за функционирање на студентските домови во услови на целосна реконструкција, при што се предвидува привремено сместување, државна финансиска поддршка за закупнината, плати и други трошкови, како и можност за надоместување на непредвидливите трошоци. Со овие измени се обезбедува континуитет во работењето на домовите и заштита на студентите и вработените за време на реконструкциите. Во целина, законот има за цел модернизација на студентскиот стандард, поголема ефикасност во управувањето, подобрување на условите за студентите и поголема транспарентност и правичност во распределбата на студентските права. Од тие причини, врз основа на деловникот на Собранието, поточно членот 175 алинеја 2, замолувам за поддршка овој закон да влезе во собраниска процедура. Ви благодарам.